може би добро е пред тоа да споделам една информација која, бидејќи ќе има и господна трпеза, може некој порано ќе тргне заради автобус или друга причина. Зашто се работи? Еве една група која е служба всушност во Бугарија, сакаат од 3 до 3, 4, 5, тоа е петок, сабота, недела, понеделник си одат, значи петок, сабота, недела да дојдат во Македонија, во Скопје и да имаат така заедништво со нас, со луѓе од нашата црква. Тоа се повозрасни луѓе. Самата служба во Бугарија е за луѓе кои се сами, така, нели, кои се останале без брачен партнер или немаат брачен партнер. Во секој случај се постари луѓе, 10 души ќе дојдат, еден брачен пар кој го водат тоа, 3 мажи и 5 жени, вкупно 10 души. Зошто кажам ова? Зашто целта им е, нели, и они да се дружат овдека во Скопје, недела ќе бидат во нашата црква, а петок, сабота, недела сакаат исто да имат дружени со луѓе од нашата црква. До 3 мај има уште време, но размислувајте за тоа, за тие денови, како ќе се организираме. Они имаат веќе некој план, некоја програма. Повеќето од активноста сакаат да бидат кај нас, да прават скари, да има јадење, да има некои игри. Точно не ја знам нивната програма, но околу тоа ќе се движи и прошетки низ Скопје. Тоа исто е вклучено. Може би тоа најдобро се направи во недела попладне, кога после богослужбата, кога ќе бидат и они во град и вие сте тука, но тоа е информацијата. Главно е дружењето, а голем дел од дружењето ќе биде, нели, на некаков организиран начин. Исто така, таа служба во Бугарија организира секоја година, летото, како одмор или камп во еден хотел во Китен. Цената е доста пристапна за секого. За една недела, еднонеделен престој, вклучено спиење и доручек, ручек, вечера, значи полн пансион, е нешто помалку од 6.000-5.000 и нешто денари. Така да кој е заинтересиран, кој ќе дојдат, они можат и повеќе да разговараат за тоа. Инаку камповите се организира, тој одмор се организира во Китен, кој е убав дел од Црноморското приморје. Тоа се, нели, како што кажав, голем дел од дружењето ќе биде покрај трпезата. Тоа е нивната идеја, они ќе обезбедуваат храна, зашто трпезите имаат култно значење. Околу трпезите се случува, околу масите. Нашите стари, нашите предци, се уште, нели, се користи таа изрека дека луѓето најмногу се запознаваат и може да кажеме дека познаваме некој ако со него сме изеле цела вреќа сол. Не значи тоа дека треба да седнеме и сега да јадеме сол и да изедеме, кога ќе изедеме веќе се знаеме. Идејата дека треба многу време да се помине со некој заедно, нели, во дружење и пред се на трпезата, и така луѓето се зближуваат и се запознаваат. Навистина трпезата е нешто посебно, има посебно значење. На трпезата луѓето и се запознаваат, и се зближуваат, и се зајакнуваат врските. И затоа не е чудно што не е невообичаено кога, например, кога сака да се запознаат двајца млади и дечкото ја кани девојката не на градски, на некаков надпревар, туку ќе ја покани на кафе или на пица или на сладолед, зашто околу масата тие се зближуваат повеќе. Кога се случува договор, бизнис или каков и да е, после некако задолжително има јадење, заедничко јадење. Дури на повисоките нивоа, кога се случуваат политички договори, сојузи, на крајот сето тоа пак завршува со јадење. Бидејќи на масата се зајакнуваат, се потврдуваат, се утврдуваат нештата што веќе ги договориле или ги склучиле.
Така е денес, но така било и во минатото. Дури и многу повеќе. Во древноста вечерата, тогаш вечерата било главното јадење, имало символичко значење на приврзаност, на блискост, па дури и на припадност. Луѓето се седнувале да јадат околу некоја трпеза, или седнувале да јадат околу трпезата, луѓе кои имаат иста припадност. Седнувањето на трпезата на луѓе кои се од некоја друга група веќе се толкувало како предавство. Ние сме групата, ние сме друштвото, ние сме семејството, структурата и ние заедно се собираме. Одењето на другата трпеза, присуството таму било сметано како предавство. Например, фарисеите се собирали како фарисеи. Ако некој фарисеј одел да јада со грешниците, например со царениците, тоа било веќе нелојалност кон фарисејската група. Тоа било се третирало на сличен начин како денес, например, некој маж се јавува на жената од канцеларијата и вели: денес ќе останам да работам до касно во ноќта, веќе имам многу работа. И сопругата, зашто е слободна вечерта, и решила да се прошета и здогледува во ресторанот дека нејзиниот сопруг вечера со некоја жена. Таа вечера веќе е предавство, веќе е нелојалност. Така некако гледале во древноста на седењето на трпеза со други луѓе. Како некој бизнис партнер кој со годините е лојален, дознаваш дека во последно време тој секој ден руча со твојот најголем конкурент. Трпезата во древноста имала култна символика. Припадност, лојалност, приврзаност. И тоа е сцената која апостол Павле ја отсликува, ја поставува за текстот што го прочитавме од средината на 10 глава, од 14 до 22 стих. И тогаш не само обичните трпези имале посебно значење имале и оние така наречени свети трпези. Значи, збориме за Господната трпеза, збориме и за трпезите што ги правеле во идолските храмови. На сите тие трпези се воспоставувало специјална заедница, заедништво помеѓу оние што јадат, заедништво меѓу оние што јадат и она што го јадат, самата храна, и на крајот со она духовна реалност која самата трпеза ја представува. На Господната трпеза, нели, заедницата со Бог, на оние идолските трпези, заедницата со тие идоли кои Павле, нели, веќе рече дека ништо не значат, но овдека тој дава и некој предупредување, тоест кога генерализираме секој пат има нијанси. Вели, ништо не се демоните, меѓутоа внимавајте со кого јадете. Тоест, во што учествувате. Тоа е идејата, а основниот страв, всушност, што го покажува Павле, или основната грижа што има овдека, е стравот од идолопоклонство. Учествувајќи на други трпези, вие можете да влезете и во идолопоклонство. И тоа е основниот страв. Внимавајте на која трпеза седите, за да не воспоставите заедница со демоните. А пак тој стих затоа не врзува со претходното. 13 стих беше едно охрабрување. Дека има искушенија, но никој пат нема да нас најде искушение кој не е човечко, тоест искушение кој не ги снаоѓа другите. Потоа, никој искушение не е поголемо од нашите сили. Бог нема да ни даде искушение поголемо од нашите сили. И на крајот, најголемото охрабрување, во секој искушение Бог дава и излезен пат. И овдека вели, затоа, возлюбени мои, одбегнувајте го служењето на идолите. Тоест, многу едноставен е излезот кога станува збор за идолопоклонството.
излезоте, одбегнувајте. Излезната врата не одете воопшто таму, одбегнувајте го тоа. Лесен излез. Има искушенија, одговорот е не си играјте со огнот, не си играјте со идолите. Тоа е, нели, она едноставен совет што го дава и се што следи понатаму, надолу, е во тој контекст напишано. Ајде прво како оди сето тоа. 16 и 17 стих тој говори за заедништвата што се воспоставуваат на Господната трпеза. Меѓутоа пред тоа во 15 стих апостол Павле вели: ви зборувам како на разумни, расудете сами за ова што ви го кажувам. Има проблем во црквата. Очигледно има проблем во црквата во Коринт. Луѓе оделе и учествувале на трпезите кои биле посветувани на идолите, во идолските храмови. И Павле почнува, нели, да говори на таа тема, прво кога им каже одбегнувајте, и сега им дава аргументи. И неговите аргументи не се емоционални, многу се разумни, чисто разумни аргументи. Тој вели: ова се што ви го кажувам, треба вие да го разберете, т.е. да го вклучите умот, да расудувате на тоа што ви говорам. Зашто се оно што се случувало кај нив, а и во голема мера проблемите кои ги имаме, последиците кои, нели, ги трпиме заради гревовите, заради неправилните постапки, во голема мера не се резултат на погрешно размислување, туку во најголема мера се резултат на отсуство на размислување. Ние воопшто не размислуваме. Ние се водиме по некое течение, се водиме по текот, по масата. Дури не сакаме да размислуваме, зашто знаеме дека ако почнеме да размислуваме, нема да стигнеме до погрешен заклучок, туку се плашиме од вистината што ќе откриеме ако размислуваме. И многу од нештата што ги правиме, кои се погрешни, ги правиме зашто не сакаме да размислуваме за нив. Павле вели: расудувајте. Јас ќе ви дадам сега аргументи, вие добро размислувајте за тие аргументи. Зашто многу се јасни, многу се библиски. Самиот Христос говореше за тоа. Тоа што ви кажувам не е ново, Христос самиот го кажа. И размислувајте. Отворете ја Библијата, вклучете ги умовите. И многу лесно ќе разберете која е вистината. И од кога им кажува, размислувајте сега за ова, дали е навистина така, дали ова што го правите навистина не е опасно, почнува, нели, со овие заедништва. Говори за суштината на Господната трпеза, која потоа пренесува на идолските трпези. Има суштина се што правиме. Суштината е во заедницата. Вели: чашата на благословот, која благословуваме, не е ли заедништво со крвта Христова? Лебот што го кршиме, не е ли заедништво со телото Христово? Бидејќи лебот е само еден, едно тело сме ние многуте, зашто сме причесници од еден леб. И овдека апостол Павле, како доминантен збор, кој го користи во овие два стиха, и не само во овие два стиха, и понатаму, е зборот заедништво. Или зборот коинонија. Коинонијата е суштината на разбирањето на апостол Павле за Господната трпеза. Сега во оригиналниот текст користи два збора, заедништво и метехомен. Но ќе видиме ние понатаму и двата збора значат исто нешто. Значат заедништво. Зборот коинонија доминира и се среќава, гледате, два пати во 16 стих и потоа уште два пати и во 18 и во 20 стих. И таму се користи пак за заедништвото што на идолските трпези се воспоставува со идолите или демоните, вели апостол Павле. А зборот причесници, интересно е што овдека е преведен метехомен како причесници, а пак во 18 стих каде говори за идолите, зборот коинонија таму не е преведен како заедништво, но како
причесници. Така да зборот причесници во еден случај го преведува во метехомен, друг пат во коинонија, бидејќи е синонимен на зборот заедништво. Едноставно тој сака да вклучи повеќе зборови, да има богатство, да не повторува само збор коинонија, но ќе ги објасниме нели овие зборови. Која е разликата другата? Во 16 стих говори за еден вид заедништво, во 17 стих за друг вид заедништво. Или, за други зборови, 16 стих ја опишува заедницата, заедништвото, што на Господната трпеза се воспоставува со крвта и со телото на Христос. Вели, нели имаме ние заедништво со крвта и нели имаме заедништво со телото на Христос? Заедништво со самиот Христос. А 17 стих пак говори пак за заедништво, но заедништво кое учесниците на трпезата го имаат еден со друг, меѓу нив. Или некакво вертикално заедништво со Бог и хоризонтално заедништво меѓу учесниците, причесниците или метехоменците. Некои го користат и тој збор. Кој е тоа? Ајде да кажеме нешто за тоа прво заедништво. Заедништво со крвта и со телото на Христос. Зборот коинонија е многу употребуван, зборот апостол Павле, тој многу често го користи. Например, кога на филипјаните им кажу дека тие се соучесници во неговата служба за спасение, го користи пак зборот коинонија. Зборот коинонија значи да правиш заедничко нешто со некого. Да заедно да правите нешто, да учествувате во нешто, да бидете заедно. Например, ако двајца пијат кафе заедно, имаат коинонија. Ако двајца ги здружат средствата и почнат бизнис, станат партнери, имаат коинонија. Се е тоа, нели, коинонија. И овдека апостол Павле вели дека ние на Господната трпеза, кога јадеме од лебот и пиеме од виното, имаме коинонија или имаме заедништво, имаме партнерство со Христос во неговата крв и во неговото тело. Тоест, остваруваме некакво духовно заедништво со него. Сега, овдека ќе дадам едно предупредување, има мистика, има мистерија. Зашто во односите со Бог не е се само рационално, физичко, има и духовни работи кои се на некое мистичко ниво. Тие се таинства, затоа велиме дека се таинства. Сега, при тоа не мислиме, не сакам да кажам дека кога јадаме леб и пиеме вино, ние го јадеме буквално телото на Христос и ја пиеме неговата крв. Тоест, лебот не станува тело, месо на Христос, а виното не станува крв, не се претворува во крв. Не е тоа идејата на апостол Павле. Повеќе тој говори за реализирање на едно духовно заедништво со Христос, кое е специфично. Имаме посебна мистерија овдека. Имаме посебно заедништво. Ке кажам понатоа малку на што мислам, што имам во предвид. Ние остваруваме заедништво со телото и крвта на Христос така што тој, кој е единствената храна за нашата душа, не пои за време на Господовата трпеза. Ние се напојуваме со Христос, се напојуваме со неговото тело и неговата крв. Секако, тоа не е нешто физичко, е духовно. Ние имаме заедништво со Христос. Ние се поиме со Христос на различни начини. Кога читаме Слово, ние се храниме со Христос. Кога се молиме, кога служиме, кога извршуваме, кога се поклонуваме, кога пееме. Но овдека апостол Павле говори за Господната трпеза како за некаков посебен вид на заедница што имаме со Христос. Како што воопшто трпезата е посебен вид на заедница. Нели? Трпезата, рековме, означува близина, заедништво, поврзување, така и трпезата со Христос, масата со Христос, јаденето заедно со Христос има посебно значење. И на трпезата ние воспоставуваме едно посебно единство со Христос. Воспоставуваме врска, заедница со Христос. Стануваме партнери со неговото тело
и со неговата крв кои спасуваат. Влекуваме во заедништво, во заедница со неговото тело и неговата крв. Не физичко, туку духовно. И тој не храни и не пои со самиот него. Ја храни и ја пои нашата душа. И тоа е една духовна реалност која апостол Павле се остварува за време на духовната, на таа Господна трпеза. И самиот Христос вели во Јован 6 глава 53 и 56 стих. Вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, неки имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ке го воскреснам во последниот ден, зашто моето тело е вистинска храна, а мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Господ Исус говори за тоа да јадеме од неговото тело и да пиеме од неговата крв, зашто само тоа е лебот на животот. Нема друг леб на животот. Збориме за духовен леб. Леб за нашите души. Се има еден проблем меѓу евангелските цркви, протестантските цркви, плашејќи се од она претерано сакрализирање на Господната трпеза, зборам за православната и за католичката црква, каде што се верува дека кога се собираат луѓето на причеста или причесна на Господова трпеза, свештеникот кога се моли, телото вистински се претвора, тоест лебот вистински се претвора во месото на Христос. И тоа станува месо. А пак виното вистински се претвора во крвта. И тоа станува крв. И идејата е дека кога ние јадеме од лебот, го јадеме на вистина месото на Христос. И кога пиеме, ја пиеме на вистина крвта. И бидејќи јадеме месо од Христос, реално, вистински, и пиеме крв, ние се спасуваме. Тоест, човек не може да се спасува ако не оди тамо на причеста и не јаде и не пие од телото и од крвта на Исус. Ние не веруваме во тоа. Сепак, кој колку и да се обидува да си представи месо, тоа е леб. И го има вкусот на леб, и виното си го има вкусот на вино, а не на крв. И на крајот на краиштата спасението е преку вера во Христос. Меѓутоа, ние одиме во еден друг екстрем. А кој е другиот екстрем? Гледаме на Господната трпеза само како на спомен. Спомен на Христовата жртва и ништо повеќе. Тоа е еден чин кој треба да не потсети дека Исус умрел за нас. И на тоа се сведува Господната трпеза. Апостол Павле вели дека седењето околу таа трпеза, учеството во таа трпеза е нешто многу повеќе од спомен. Нашите души на таа трпеза се наситуваат со Христос. Ке кажем малку покасно, има и Божјо дејство во сето тоа, не само наше дејство. Има и Божјо дејство. Се случува една духовна реалност во која стваруваме заедница со Христос, со неговото тело и со неговата крв која спасува. Тоа е едната димензија. Другата димензија е хоризонталната во 17 стих, каде што говори за заедницата меѓу луѓето. И вели, сите ние јадеме еден леб, сите ние сме делови од едно тело, сите имаме заедно општене со Христос и затоа ние сме едно со Христос, едно во Христос. И ако сите сме едно со Христос и едно во Христос, тоа значи дека сите ние сме едни со други. Тоа е другата димензија. На Господната трпеза се остварува единство и меѓу верниците. Како што сме единство со Христос во Христос, така стануваме единство едни со други. И сега зошто е важно тоа да го кажеме? Довдека беше екзегетиката. Еден брат многу пати знае после проповеда да каже добра екзегетика. Да, секој изучување на Библијата треба да започне со добра екзегетика. Зашто ако не почнеме со добра екзегетика, се понатаму оди во погрешна насока. А екзегетиката се занимава само со тогаш оние
што правили и како било тогаш. Тоест, тогаш и таму. Тоест, екзегетиката сака да го разбере значењето што Бог сакал да го даде на луѓето кога, нели, го читале прв пат, првите читатели. И Библијата не може, еден текст не може да има никогаш поинакво значење денес од онаа што го имало тогаш за тие. Екзегетиката треба да разбере што Бог сакал да им каже тогаш, што Павле сакал да каже Бог преку Павле на тие луѓе тогаш. Меѓутоа, изучувањето не завршува со добра екзегетика. Екзегетиката е само дел од изучувањето, т.е. од херменевтиката. Тоа значење тогаш и таму треба некако да го донесеме тука и сега. Кое е нашето значење сега, кое не може да биде поигнакво од тогаш и таму. Зошто треба да го знаеме ние тоа? Зошто таквото разбирање за Господната трпеза, каква што апостол Павле представува на коринтијаните, треба да гради и кај нас правилен пристап, правилен однос кон Господната трпеза. Да го задлабочи нашето разбирање за Господната трпеза. Ако трпезата служи само, ако еденето на лебот и виното, пиенето на виното служи само да ги освежи нашите спомени, тогаш со текот на времето тоа ќе стане една техника, една рутина, еден ритуал и со времето ќе почнеме да се прашуваме, а зошто мора па секој месец да го правиме? Можеме секој месец на друг начин да се подсетуваме на жртвата на Христос. Ке седам да читам и Словото ќе ме подсети. Треба да го правиме постојано, зашто Павле вели, Господната трпеза нуди многу повеќе од едноставно подсетување. Не е тоа само освежување на меморијата за Христовата жртва. Господната трпеза не е само наше дејство кое треба да се спомниме. Господната трпеза вклучува и Божјо дејство. На таа трпеза Бог дејствува. Така дејства што тој се вклучува во целиот тој чин, станува дел од целиот тој чин преку Светиот Дух и не освежува, не храни, не заштитува. И затоа треба секогаш остваруваме заедница со Него, заедништво со Него. Се разбира, ние остваруваме заедништво со Христос на многу начини. Ние веќе сме единство со Христос. И тоа единство со Христос ние го практикуваме на многу начини. Апостол Павле, Господовата трпеза е посебен начин за практикување на единството со Христос. Не поради преобразување на елементите, туку поради нашето духовно единство со Него. И затоа ние треба секогаш, секој прва недела во месецот, да учествуваме со нови очекувања, да пристапуваме со нов копнеш за заедништво со Христос. Бидеј со нова итност, со нова желба, зашто единствено Христос, Неговата крв, Неговото тело ги задоволува нашите души. Нема друг начин. Тоа е таа вертикална компонента. Господната трпеза е можност повторно и повторно на нов начин, свеж начин да искусиме наситување, духовно наситување со Христос, лебот на нашиот живот. И хоризонталната компонента. Господната трпеза е семејна трпеза. Сега се загубило тоа значење и многу е тешко да тогаш и таму да го донесеме денес и тука меѓу нас. Во древноста Господната трпеза била вечера, како што вечерале луѓето. Тоа било типична вечера, но на таа вечера заедно вечерале и богатиот и бедниот. Вечерали господарот и робот, вечерал и епископот и обичниот верник, вечерале гркот и македонецот и евреинот. Сите заедно биле на една трпеза.
И така на таа трпеза го покажувале единството. Ти ми требаш мене, јас ти требам тебе. Ти ми припагаш мене, јас ти припагам тебе. Сите заедно му припагаме на Христос. Така да Господната трпеза бил еден од начините да се види единството во Христовото тело. И Господната трпеза во древноста не било бдење над мртовец. Денес Господната трпеза се одликува со некаков индивидуализам во кој секој си има лично време со Христос додека ја зима трпезата. Во древноста Господната трпеза бил семеен настан, црковен семеен настан, во кој имало празнување. Празнување на воскресението и животот што го дава Христос. Единство, зајакнување на врски, зближување и празнување. Ние денес го губиме тоа значење на Господната трпеза, но треба да имаме во предвид дека јадејќи заедно од едно тело и пиејќи од една крв, тоа сите наситувајќи се со еден Господ Христос, ние зајакнуваме врски. А тие врски се важни бидејќи Библијата е полна, Новиот Завет посебно, е полн со заповеди еден на друг, еден со друг. Сакајте се еден со друг, помагајте се еден на друг, носте се ги товарите, простувајте се и така натаму. Господната трпеза е заповед, празнувајте еден со друг. А на тоа празнување ние зајакнуваме врски на кои се оспособуваме уште по-јасно, уште по-здраво да ги исполнуваме оние заповеди еден на друг. Да се сакаме, да си носиме товари, да си помагаме, да си простуваме, да се почитуваме и така натаму. Да се молиме и сето тоа. Значи, тоа е значењето на Господната трпеза. Од тука започнува апостол Павле. Таа силна врска што на трпезата се воспоставува со Христос. И потоа продолжува и говори за другата трпеза. Онаа што се прави во храмовите. Интересно дека почнува со проблемот на евреите во пустинята. Веќе го видовме тоа во првите 10 стиха, таму говореше што евреите праве, зошто тие отпаднаа. И едно од нештата беше идолопоклонството. И овдека ги подсетува, се уште му е на Павле во главата, она што го пише во првите стихови во 10 глава, и вели, гледате го Израел според телото, оние што јадат од жртвите, не се ли причесници? И сега овдека зборот е пак коинонија, но е преведен како причесници со жртвеникот. Со она што го означува жртвеникот. Идолот кој стои зад жртвеникот. И овдека Павле има во предвид и она што е во Излез 32 глава, кога евреите, чекајќи го Мојсей, се направија златно теле, па играа, пееа и му се поклонуваа на жртвеникот. Ги има во предвид се оние случаи кога евреите, например, блудствуваа со моавките и таму беа дел од едно поклонение на идоли. Тоа се сликите што апостол Павле овдека ги има во предвид. И тргнува од таа појдовна точка, за да им каже, нели, на евреите, седењето на тие трпези во идолските храмови, јадењето на тие жртви не е беззначајна работа. Не е ништо, нели, како што сметат. Што да кажем, вели, дека идолските жртви не се нешто или дека идолот е нешто? Не. Но она што го пренесуваат незнабожците како жртва, а го пренесуваат на демони, а не на Бога, јас пак не сакам да бидете во заедништво или коинонија со демоните. Значи, која е идејата? Заедништвото на таа трпеза, која е дел од поклонението на идолите, е проблем. Сега, во 8 глава, ке се сетите, апостол Павле таму изрази согласност со оние кои велеа, па добро, нели нема други богови освен Бог? Нели тие идоли се само камен или дрво? Нели само еден е Бог? Нели храната што била посветувана на тие идоли не е проблем да се јаде? И апостол Павле таму рече, тие идоли навистина не се ништо, тие се камења, тие се дрва и навистина пренесувањето на храна на тие идоли не е ништо и може да се јаде. Апостол Павле таму го каже, тој сега како да има некако противречие.
Той знае што напишал во 8 глава и многу јасно во 10 разграничува јадење на храна која е купена или со која се снабделе од храмот која била пренесена на идоли и учеството во поклонението. Да бидеш дел од тоа поклонение во тие храмови, идолопоклонски храмови. И затоа вели, да, идолските жртви не се ништо, навистина. Идолот не е ништо, но она што го принесуваат незнабожците како жртва, тие го принесуваат на демоните. Овдека има ритуал, има поклонение, има содржина која е идолопоклонска. И вие станувате дел од целиот тој ритуал. Вие станувате дел од тоа поклонение кој во крајна мера е поклонение на идолите. Да, навистина нема други богови освен Бог. Зевс или Кришна или милионите други богови што ги измислиле луѓето низ вековите не се ништо, не постојат. Но има духовна реалност зад сето тоа. Духовната реалност на сатаната и на демоните. И вие, учествувајќи во сето тоа, учествувате во чин кој има духовна реалност, а таа духовна реалност припаѓа на демонската. Со други збори, апостол Павле сака да каже, не е проблем ако, 8 глава, ако вие сте јаделе од храната како храна, зашто таа храна не ја променува формата, во таа храна не влегуваат некакви демони кои било пренесувано. Но вие ако отидете таму и учествувате во сето тоа, тогаш вие сте дел од едно поклонение кое е на идоли. Која е позадината за сето тоа? Во тоа време, за секоја дејност, за секој бизнес, за секоја професија си имало Бог кој бил како еден вид заштитник или патрон, така да се каже. Светец за некоја област. И бизнисмените или луѓето што работеле, секој ден оделе. Практиката била да одат во храмовите кои се посветени на соодветните нели дејности и таму да пренесуваат жртва и таму се склучувале на тие трпези договорите. Што правеле христијаните в таков случај? Посебно евде во Коринт. Оделе во храмот, зашто тие треба да го склучат договорот таму и си велеле, ми знаеме дека нема идоли, знаеме дека идолите се ништо, знаеме дека јадењето од таа храна е ништо, знаеме дека целиот тој процес што се прави таму е ништо, зашто не постојат богови, нас не интересира само бизнисот. Павле им вели, не е така. Ако вие отидете таму и учествувате во сето тоа, вие станувате учесници во поклонение кое е демонско, а не е Божјо. Зашто има една реалност, има една духовна реалност која стои зад сето тоа. Не можете, затоа им вели, не можете да пиете од Господовата чаша. Во недела ќе седите на трпезата, каде што пиете од Господовата чаша и пиете и јадете од Господовиот леб, а во понеделник ќе отидете во тој храм, идолопоклонски храм, и таму ќе пиете и јадете од идолопоклонската трпеза. Како што денес се прави. Има луѓе кои велат, јас и Талмудот ми е авторитет, авторитет ми е и Куранот, авторитет ми е Далај Лама, авторитет ми е Библијата. Јас знам дека има само Христос е Бог. Меѓутоа, има толку големи и мудри мисли кои се за мојата лична мудрост корисни од тие таму што пишуваат. Апостол Павле вели, не можеш да седиш на две трпези. Биди лојален на Господовата трпеза. Биди лојален на она што Христос ти го дал. Зошто има една молитва интересна. Денес има луѓе кои, христијани, кои во име на толеранцијата, на прифаќањето, на она што се вика интерверски диалог и не знам што, одат на заеднички молитви. Има една молитва која сите ја кажуваат и почнува која демек е прифатлива за сите. И велат, сите ние кои одиме по патот
на Авраам, Исмаил, Исак, Мојсей, Исус и Мухамед, ние се молиме. Не е проблем да се направи некој настан, општествен настан, на кој ќе се дискутира за некоја етичка тема. Меѓутоа, поклонението заедничко, учеството во такви интерверски настани со заеднички молитви, тоа веќе седење на идолопоклонска трпеза, вели апостол Павле. Има христијани кои се читаат хороскопи и велат, знаеме дека тоа е ништо. Апостол Павле вели, тоа е друга трпеза. Или си лојален на Христос и си на неговата трпеза, или си предавник и веќе ја кршиш лојалноста. А Бог пак на тоа реагира. Вели, Бог е љубомерен или Бог е завидлив. Дали пак ќе побудиме зависност од Бог? Сега тој не се праша дали ќе побудиме. Тоа е реторички прв. Сакате ли вие да будете зависност кај Бог? Тоест, завист, тоест љубомора или ревност кај Бог. А ако будиме ревност или љубомора кај Бог, ние посилни ли сме од Него? Да некој може да си дозволи да буди љубомора кај другиот, ама ако знае дека доминира, е господар и другиот зависи од него. Кој сте вие да предизвикувате љубомора кај Бог? И кога Бог е љубоморен, и кога во Стариот Завет, ако читаме за Божјата љубомора или ревнивост, секогаш тоа е ставено во контекст на идолопоклонството. Бог никогаш не е љубоморен во некој друг однос, например, ако некој има многу, да му завидува. Секогаш Божјата љубомора е врзана со ситуациите кога неговите луѓе одат кај оние идоли, тоест кога неговите луѓе се сојузуваат со сатаната. Во тој контекст секогаш е поставена Божјата љубомора. Со други зборови, или така сликовит начин, како што е оправдано, сосем оправдано, не само оправдано, нормално е, најнормално е. Еден маж кој е дал сета љубов на својата жена, ја посветил, и ја види таа негова жена дека со никаквец се дружи, јади, вечера и прави други работи, тоа е нормално да предизвика и завист, и љубомора, и се останати работи. Зашто на крајот на краиштата Господната трпеза е испомен, нели меѓу сето друго на она што Христос го направи за нас. Тој умре за нас на крстот. Умре како младоженец кој умира за невеста. Умре за да ни даде живот, вечен живот. И тој умре бидејќи ја сака својата невеста. Умре за да ја спаси својата невеста. И сите ние кои веруваме во него сме неговата невеста. Невеста која многу добила, невеста која примила, невеста за кого младоженецот умрел. И нормално е, нели е нормално, ние кога веќе сме склучиле завет со младоженецот, сојуз со него, во име на толеранција, во име на плурализам или не знам се што се друго, да јадаме или да седиме на трапезите на другите оние богови кои воопшто не постојат. Што сме добиле од нив? Што ни дале? Освен смрт, освен уништување, освен деструкција во животот. И затоа апостол Павле во тој контекст вели, што имавте вие од тие богови досега? Што ви дале сите тие идоли? Вие го имате Христос, младоженецот, кој се даде себе си. Чашата на благодарноста, лебот на благодарноста се крвта и телото на Христос. И вие го изневерувате, одејќи во тие храмови, заради некакви ништожни печелби. Провоцирањето на Божјата љубомора не е наивна работа. И пак треба да го имаме целиот тој контекст, нели, кој апостол Павле овдека го кажува за отпаѓањето од трката, за дисквалификацијата.
на крајот на краиштата вашето учество во тие трпези кои води до блудство, физичко блудство во голем број случаеви, може да покаже дека вие сте отпаднале, исклучени сте. Така да не можеме да јадеме од неговата трпеза и да јадеме од трпезата на темнината, на злото. А зошто би го правеле тоа? Зар не ни е доволно тоа што Христос ни го дава? Зошто би оделе на друго место кога тој е доволен? Христос е доволен да задоволи. Христос и неговите благослови се сосема доволни за нашите срца. Затоа и после, нели, славењето, да доаѓаме пред неговата трпеза со копнеш, со очекување, зашто Христос не напојува, Христос не осигурува, Христос не заштитува, тој не јакне. Тој на секоја Господна трпеза очекува уште посилна, појака врска со Него, уште поблиско заедништво со Него, уште попосветен живот за Него. Да го празнуваме тоа како семејство, она прославување што доаѓа со Христовата смрт на крстот.